утро, господин Јаневски, добре ни дојдовте во Македонија на утро. Добро утро, добро ве најдов. Со вас го заокружуваме денешното издание на утринската празнична програма. Практично со Великден започнува и, ајде да кажеме, неофицијално, но започнува туристичката сезона. Охрид е само една од дестинациите кои што ги одбираат и домашните и странските туристи за овие неколку дена. Одлична можност да продискутираме до каде сме со туризмот. Ме радува фактот дека, како што кажа нашата ценета гостинка и туристички водич, дека веќе Охрид се размрдува и нашата дестинација некаде од почеток на март месец. Не би ги изоставил јануари и февруари како месеци, бидејќи се повеќе ќе имаме малце диаметрално различна слика во 2023 година, ќе имаме мал пад на домашните туристи, но зголемување, очигледно зголемување на странските туристи во првите 3 месеци, за разлика по тоа да се уедначи бројот, односно да имаме континуитет во скокот. Кога би зборувале околу динамиката во туристичката индустрија, очекувам 2023 година да ни биде година која што ќе ги постигне рекордните резултати во осамостојањето на нашата земја. За тоа сакам да проговориме малку. Го ја прочитав оваа изјава пред неколку дена и била многу храбра, многу храбра изјава. Ние секогаш сме биле храбри, затоа што туристичкиот сектор и ние, луѓето кои што малце повеќе разбираме туристичката индустрија, бидејќи туризмот не е економска гранка само. Туризмот е област која што влие врз 20 економски гранки, диаметрално различен од економската криза. Тоа и го покажа овие години, го покаже пандемијата, покаже каде треба да се движиме и покаже дека треба да се менуваме. Од две причини сум благодарна што ни дојдовте денеска во утринската програма. Првата, бидејќи е празника, вообичаено за празник се патува или сте со најблиските. Втората причина што до вчера бевте во Истанбул, па нокеска слетавте во Скопје. Турција го виде потенцијалот на Македонија и туристичката понуда. Како поминавте во Истанбул? Турција ги знае нашите потенцијали. Нема човек кој што не праша за Охрид, нема човек кој што не праша за Скопје или Искип. Нема некој кој што не сака да не посети и очекуваме во 2023 година да имаме зголемување на турските туристи, но и поголемо зголемување на ноќувањата. Сушност веќе не е важна и кумулативноста, туку е важен и бројот на ноќевање. 2021-2022 година покажаа дека турските туристи повеќе остануваат во дестинацијата. Помалци имаме кружни патувања, но повеќе имаме патувања кои што ги полнат авионите. И би можел во овој момент да кажам и во разговор со нашите колеги дека Балканот е многу баран. Не само за кружни патувања, токму и нашата дестинација, која што одбираат на 3, 5 и на 7 дена турските туристи. Кога веќе зборуваме за дестинациите, имаме и видеоматеријали кои што ќе ги видиме во текот на разговорот, па нека одберат нашите гледачи што им е најдраго. Сакам малку да се задржиме на цените. Цените, велите, ќе бидат коригирани за странските туроператори поради нивните договорени цени во 2020-та, се останува во рамки на досегашните рамки за туристичките места, но ајде малку да проговориме дали тоа е достапно за нашите домашни туристи. Се уште ценам дека нашите домашни туристи можат многу да кажем комфортно да бидат во нашите туристички места, бидејќи тоа што го нузиме и цените кои што се во овој момент соодветствуваат според мене на услугата и на барањата на туристите. Всушност ниедна цена не е скапа во зависност од очекувањата кои што ќе ги добиете. Ако бидат надминати вашите очекувања од дестинацијата и добиете дополнителна услуга која што не сте очекувале за истата цена, тогаш сме во добит. Всушност туризмот и туристичката индустрија е чиста услуга. Тоа што требаме да го понудиме е дополнителна вредност за цената која што имаме. Зошто велам дека странските туроператори или цените кои што се со странските туроператори се коригираат, бидејќи истите се од 2020 година и 2021. Додека домашните туристи, односно домашниот пазар е 4 сезони или 12 месеци, имаме континуитет на ценовната политика, така да според мене сметам дека нашите туристички центри, воопшто и нашата дестинација, нема да биде поскапа од ниту една регионална дестинација. Ја споменавте услугата во неколку наврати. Кој ќе им ја дава на туристите оваа година, имајќи предвид каков кадар имаме? Односно недостаток на кадар има. Во изминатиот период Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот динамично посетува средни и стручни училишта во кои што се третира туризмот и угостителството. Ја скиднираме состојбата, зборуваме со вработените, со директорите и се трудиме што побрзо да излеземе заеднички со проекти кои што
настранските донатори ќе ни овозможат подобрување на услугите. Многу брзо, заеднички со туристичкиот сектор ќе појдеме кај директорите и ќе видиме што недостасува. Недостасуваат повеќе точки, недостасуваат мостови на соработка, недостасуваат зближеност и заедничка динамика во средните стручни училишта и бизнис секторот. Всушност, на тие ученици треба да им кажеме и да им објасниме дека нивната струка не е под другите струки, туку многу повеќе од тоа. А низ годините доволно ја девалвиравме струката келнер, доволно ја девалвиравме струката готвач, но треба идните генерации да разберат дека тоа многу повеќе се цени отколку мојата или останатите некои одредени плати. И да го разберат тоа, ќе треба да има одреден простор временски кога ќе почнат да работат во својата струка. Во меѓувреме имаме навистина една дупка, која што може да се надомести со увоз на квалификувана работна сила, но ме интересира вашиот став на оваа тема. Велите увоз на квалификувана. Многу е важно да знаеме што ќе увеземе и за кој временски период. Но пред тоа треба да направиме стратегија како низ годините да создадеме домашна квалитетна сила, домашни менаџери, домашни работници кои што ќе применуваат европски и светски практики. Ако ние имаме квалитетна работна сила и одредени средства, за таа квалитетна сила за да стигне до кај нас треба да се платат одредени трошоци, истите да се квалификуваат или преквалификуваат, истите да се прилагодат и кој временски период ќе помине. Дали сметаме ние дека некој готвач од азиските земји толку брзо ќе се прилагоди на нашите специјалитети по тоа што сме ние познати. Но имаме актуелна сезона и тоа мора да ја решаваме оваа пред нас. Сметам дека тоа што го кажавте, периодот треба да градиме одреден микс, но во многу брзо време, уште од сега, ќе треба да размислиме што ќе работиме во наредните 2 до 3 години, можеби 5 години во кои што треба да создадеме квалитетни луѓе и со кои што всушност би рекле не треба на човекот да му дадеме риба, туку треба да го научиме како да ја фати и да ја лови. И тоа треба да направиме не само во туризмот и во угостителството, туку и во останатите економски гранки. Многу повеќе треба да обрнеме внимание на човечките ресурси, многу повеќе да вложуваме во нивните вештини и да создадеме клима тие луѓе да ја видат иднината и нивниот кариерен развој токму тука. Треба да внимаваме и на тоа што се нуди. Се работили на оваа тема или се уште главен адутни се природните убавини? Се работи, бидејќи се повеќе и повеќе туристите имаат изострен сенс. Туристите многу добро знаат што сакаат во дестинацијата, бидејќи истражуваат. Веќе се зени алфа генерации кои што многу повеќе дигитално пребаруваат и така треба и да им се обратиме. Затоа и се прилагодуваме. Веќе работиме со владата и со институциите, дигиталните номади, да престојуваат во нашата дестинација многу повеќе отколку до сега. Се повеќе и повеќе да овозможуваме промоција, па и во овој момент тече во 7 до 8 земји промоција, во која што ќе ни биде 100% онлайн дигитализирано. Ќе се потрудиме заеднички со туристичкиот сектор да подигнеме туризам платформата, која што подолго време ја подготвуваме, но поради кризата подзастана и потребата од материјални средства. Потоа означување на самата дестинација, бидејќи многу ретко ги гледаме кафените зраци или на знаците ја гледаме нашата негрижа и нашата култура, кои што се или вандализирани, или се доволно ишкртани за да не познаеме кое место е тоа. Но тоа сме ние, како да се измениме, многу добро знаеме, само треба да ги засукаме работите и да работиме. Категоризацијата на сместувањето е нешто што сериозно ме интересира, бидејќи ова е тема на која што говориме се чини во секоја ваше гостување во утринската програма. Имаме ли тука поместување од мртва точка? Јас сум секогаш оптимист. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот треба да израсне малце во повисоко тело. Всушност туристичката индустрија не само кај нас, и во регионот треба да се подигне на повисоко скалило. Треба да го разбираме туризмот, треба да го разбираме угостителството. Треба да разбереме дека едно од 5, можеби наредните 10 години, јас сум сигурен дека од 5 економски гранки или област на која што ќе се темелат многу економии. Всушност во одредени земји кои што практикуваат рурален туризам, БДП-то е 60 до 70% од туризмот. Но еве кај нас, од 3 нека порасне на 5 и ја очекувам веќе 2025 година да ја достигнеме и надминеме
рекордната 1988 година во туристичката индустрија. Го споменавте и екотуризмот, на оваат имавте средба чинам изминативе денови со министриката за животна средина и просторно планирање. Колку заштитувањето на областите, на парковите во Македонија дополнително помага во развојот на целата оваа приказна? Многу. Ние на сајмот ATB Берлин подпишавме 4 меморандуми и веќе работиме со туроператори кои што практикуваат одржлив, одговорен, но и екотуризам. Ќе ги добиеме практиките од нивна страна како подобро и побрзо да станеме екодестинација. И токму тие разговори, тие впечатоци и искуства ги пренесов и на Министерката за животна средина, с која што имаме спремност не само од Министерството, него и од други владени институции, веќе 2024 година да започнеме еден поголем проект кој што се вика 50 села 50 рурални приказни, со кој што ќе го развиваме руралниот туризам, ќе ги учиме мештаните што значи екотуризмот, но и ќе создаваме сместувачки капацитети со екозвездички. До 3,2 милиони ноќевања кон ова целите оваа година. Мислам дека ова е бројка која што е лесно изводлива. Можеби стравот ми беше многу пред 2 години за пандемиската кога целевте над 2 милиони, па се остварија, но 3,2 некако мислам дека ќе ја надминеме оваа година, имајќи предвид дека и ве споменав и Даниела пред малку во разговорот. Тури има и тоа многу. Тоа што ние треба да го направиме е сите туристи кои што ќе не посетат оваа година да однесат убави впечатоци од нашата дестинација. Да се вратат, да. Не е важно кумулативност. Ние ако ги изброиме чартерите и ако кажеме колку туристи од прилика очекуваме, јас верувам дека туристичкиот сектор има можност, има капацитет да сервисира 3,2 милиони ноќевања. Во едно интервју потенцирав дека во 2022 година 2 милиона 850 пати кажавме добро утро на некој друг јазик. Се насмевнавме барем толку пати. Оваа година тоа да го направиме 3,2 милиони. Да се насмееме пати 2 на тие туристи, да им овозможиме Сончева да доживеат на вистински начин. Бидејќи се празнични денови, вообичаено еве и во маркетите и на пазарите за празници двојно се заработува. Ги користат ли туристичките центри овие денови за да ги поскапат цените па да профитираат за сметка на празниците? Во туристичката индустрија и во угостителството, ако двојно заработите, всушност двојно сте изгубили. Бидејќи деновите после тоа може да се случи да бидат празни. Очекувам 2023-та и стартот на туристичката сезона во Охрид, бидејќи во други туристички места и во други дестинации во нашата земја е туристичка сезона во текот на 4 не само 4 месеци, туку 4 сезони, 12 месеци. Очекувам веќе од 2024-та стартот на чартерите да биде токму во средината на април и длабоко во октомври, а одредени дестинации да се потврдат и да се прошират со нови. Но тоа се ни е залудно ако не вложуваме во туристичката индустрија, во нови сместувачки капацитети и подобрување на услугите во постоечките туристички капацитети. Всушност, тоа, се извинувам, всушност тоа и ќе ни овозможи категоризацијата и звездичките да ни стеат вистински на пред хотелите. Кои туристи годинава за прв пат ќе дојдат во Македонија? Имаме нови чартер линии, ќе имаме ли нови туристи? Секако, и минатата година имавме групи од Бразил, групи од Шпанија, Португалија, Мексико. Оваа година очекувам да ги има малце повеќе. Секако традиционалните холандски туристи, повеќе германски, австријски туристи, некој одреден минус на одредени туристи ќе намалуваме, но некаде ќе зголемуваме. И исто така очекувам при крај се одредени преговори, се надевам дека ќе успееме 2023 година да ни летне првиот чартер од Букурешт за Охрид, па да имаме повеќе романски туристи. Имаме веќе 10 пати со Луфтханза Франкфурт, кој што е конекција и хаб за одредени други дестинации. Очекувам повеќе слободни патувачи, но очекувам не само Охрид и верувам дека и други дестинации токму и за празниците, но и престојните празници кои што се пред нас и продолжените викенди ќе блеснат и ќе бидат полни со туристи. Така треба да остане
во туристичките места некаде до октомври, а потоа да почнеме да го развиваме и да го насочиме кон гресниот туризам. Затоа се потребни менаџерите, затоа се потребни хотелирите, затоа се потребни градоначалниците, секако агенцијата за туризам, бидејќи помпезно треба да ги отвараме туристичките сезони и тие да трајат во текот на целата година. Даниела и Сонја, видовме дека дома на најубавото место ги полнат батериите. Ќе ги полните ли вие некаде батериите наредни денови, но не е дипломатски одговор? Кое е местото кое што го одбравте? Јас многу ја сакам Струга. Дрим некако повеќе ме привлекува и секогаш уживам во утринското кафе. Ќе бидам во Охрид, Струга, ќе се потрудам да скокнам и до Битола, до Широк Сокак, Пелистер. И овие денови ќе бидам во тој дел на нашата Македонија. А кога говориме понатаму во текот на останатите празници, секако дека ќе се потрудам повеќе дестинации, бидејќи веќе на 20 ние туристичката организација на Србија, заедно со 70 туроператори, кои што ќе имаме B2B средби заедно со македонскиот туристички сектор. Во овие денови од 17 до 20 очекуваме едно од најпознатите британски телевизии, кој што има едно од најпознатите утрински програми и најгледаната во Лондон, да ни се вклучат токму кај нас, да ни се вклучат од Канеа и ни се вклучат од Скопје, ќе ни бидат наши гости со прилози, а веќе продолжуваме со иста пареја и во текот на мај, и веќе ја поставивме кампањата во повеќе од 7 земји. Се надеваме дека со зголемување на буџетот во втората половина на годината ќе бидеме уште повеќе присутни и се повеќе вакви беџови или значки од Taste Life да бидат на нашите ревери и на повеќе државни институции. Благодарам за гостувањето во денешното издание на Македонија наутро. Ке следиме бројки, ке следиме статистика, ке анализираме и ке се гледаме повторно во утринската програма. Благодарам и на вас и среќен празник. Среќен нека ни е празникот.